Имавте остра пресконференција. Според она што вие го кажавте на пресконференцијата, се работи за политички мотивиран процес кој нема никаква врска со докази и со случај, туку е насочен директно кон успешниот градоначалник господин Талевски. Токму така, сите активности кои што се спроведуваат изминатиот период од страна на специјалното јавно обвинителство во координација со Социјалдемократскиот сојуз ни укажуваат на тоа дека се врши политички линч кон високи функционери на ВМРО ДПМН, во случајот Владе Талевски, кој што работи беспрекорно неколку години наназад, ова му е веќе трет мандат. Во животот никако кривично дело нема направено. Секогаш редовно се јавуваше на судските рочишта и нема никаква причина тој да биде ставен во домашен притвор. Ова е еден класичен притисок што се прави од страна на опозицијата, од страна на СЈО до судиите и врз база на тој притисок, мислам дека е мерката домашен притвор дадена на градоначалникот, кој што јас сум силно убеден дека е невин и дека ова што се прави е класичен политички линч. Она за што тој е наводно виновен и наводно треба да одговара е за еден случај на, како што вие милувате да кажете, градоначалниците, редовна рутинска работа во секоја општина, има постојано тендери, има превоз, нема превоз, комунални услуги, така натака. Токму за еден ваков случај за кој што се вели дека нема воопшто никаква позадина, ниту пак можеби градоначалникот немал ни удел во самото тоа. Апсолутно е така. Градоначалникот никаков удел нема во јавните набавки. Тие согласно Законот за јавни набавки се спроведуваат електронски. Најповолниот понудувач што ќе победи на тендер си ја реализира таа јавна набавка, така што се што се прави изминативе неколку месеци во насока на дискредитација на Владе Талевски има политички карактер, како што кажав пред малку, и тоа нема врска со правдата и мислам дека многу брзо ќе го видат тоа и граѓаните на Република Македонија. Кога сме тука, господин Коневски, морам да ве прашам, ќе ме извините, вие сте градоначалник. Велите се прави хајка од специјалното јавно обвинителство врз вас, меѓутоа хајката еве ја прават. Ова е дамка на имиџот, на лицето, на кредибилитетот кој што има господинот Талевски. И еве и да 99% да сте сигурни дека тој не е виновен, сепак кој многу од граѓаните ќе постои 1% епа му одредиле домашен притвор. Како можете се заштитите како градоначалници од овој притисок, бидејќи еве ви се случува? Ето, ова е едно време кое што пред се нападнати се високите функционери на владеачката партија, на ВМРО ДПМН. Вие сте сами сведоци дека изминатите 10 години во владата на Република Македонија не беа партиципиенти само членови на ВМРО ДПМН. Беа и на други политички партии, на ДУИ и други наши коалициони партнери. Сведоци сте дека против ниту еден друг кој што е од друга политичка партија, кој што бил дел од владата изминатите 10 години, не е поведена постапка од страна на специјалното јавно обвинителство, освен на членови на ВМРО ДПМН, на високото раководство и на одредени градоначалници кои што се авторитети во своите места, како што е градоначалникот на Битола. Истакнати луѓе со многу проекти зад себе, имиња. Истакнати членови, и тоа е се во насока на престојните парламентарни локални избори кои што идат. Лично се иде на класична дискредитација на личности кои што имаат позитивно мислење помеѓу граѓаните и кои што нормално се од ВМРО ДПМН. Целта е да се наруши кредибилитетот на тие луѓе, а со тоа и да се намали рейтингот и довербата на граѓаните во партијата. Имате ли опција да реагирате, бидејќи се знае судските спорови траат многу долго. Дури и на крајот, еве и вие верувате дека ќе се докаже дека сето ова билоисценирано и дека нема никаква одговорност, меѓутоа по 1-2 години доколку се докаже невиност и доколку се докаже дека се ова навистина било безпотребно, сепак 1-2 години ќе поминат, изборите ќе поминат. Имате ли опција како да се заштитите претходно, дали можеби реагирате до меѓународната заедница, бидејќи сепак СЈО е дел од Пржинскиот договор? Мислам дека меѓународната заедница ја следи целокупната состојба. Каква ќе биде нивната реакција, времето ќе покаже. Важно е ние да се надеваме дека судството нема да подлегне на притисоците на специјалното јавно обвинителство, кое што е во тесна координација со
Социјалдемократскиот сојуз. Ние имаме информации дека лидерот на СДСМ и јавната обвинителка на специјалното јавно обвинителство, господјата Катица, перманентно се гледаат и се договараат во која насока да се движат обвиненијата. Така што мислам дека на граѓаните им е веќе јасно, иако морам да кажам дека на почетокот при самото формирање на ова специјално јавно обвинителство имавме сите некоја верба дека ќе работи независно. Сите овие постапки кои што се случуваат изминатиот период, веќе цела година, не уверија во тоа дека нивната задача е една дискредитација на личности од само една политичка партија, кои што биле дел од владата, поточно раководството на партијата, а сега како што поминува времето, што се ближат и покрај парламентарните избори локални, очекуваме дека ќе бидат уште повеќе таргетирани уште поголем број на луѓе од владеачката партија, кои што нормално уживаат висок рейтинг помеѓу граѓаните заради сите оние проекти кои што ги реализираат. Нашата силна страна се проектите, реализација на проекти кои што се во насока на подобрување на секојдневните услови на граѓаните, додека пак од другата страна имаме една политичка борба која што се базира на дискредитација на личност. Кога сме кај тоа, најголемата критика и од владеачката партија, вашата партија ВМРО-ДПМН, но и од експертите, и од јавноста во однос на работата на специјалното јавно обвинителство беше за начинот на кој што тие се изразуваат на своите пресконференции, се даваат квалификации како лицето веќе да е ставено пред свршен чин и осудено, се споменуваат луѓето со име и со презиме, па дури им се даваат и епитети криминалците, криминалот и така натака, веќе осудени, презумпција на невиност нула. Вашиот став околу тоа? Сите тие факти го кажуваат она што јас го говорам во оваа емисија, така што да се обвини човек кој што се уште вината не му е докажана од страна на лица кои што треба да ја почитуваат таа презумпција на невиност, кои што се правници, кои што треба да работат врз база на материјални докази, мислам дека е недопустливо за ниту еден правник, за ниту еден обвинител. Така што сите овие работи кои што ги прават ни укажуваат на тоа дека личната дискредитација е она кое што тие го имаат како цел и нормално насилно рушење на владата, без при тоа да ја почитуваат волјата на граѓаните. Ако од една страна имаме градоначалници на повеќе политички партии, во една општина имаме градоначалник кој што неголемиот дел од тендерите ги дава на неблиското на неблиските роднини, на своето семејство, а против него никаква постапка не се води од страна на специјалното јавно обвинителство, ако сме сведоци на тоа дека со посебни мерки, кој што е материјален доказ, сите граѓани видоа дека се бара подкуп од страна на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и специјалното јавно обвинителство на тоа останува глуво и немо, мислам дека на сите граѓани веќе им е јасно дека тоа специјално јавно обвинителство е формирано само со една цел: насилно рушење на владата на Република Македонија, фалсификување на волјата на граѓаните и дискредитација на личностите на ВМРО, на авторитетите кои што се високо позиционирани во ВМРО-ДПМН. И мислам дека во таа насока и ќе продолжат да се движат понатаму. Единствен излез од оваа состојба, единствен излез се избори и затоа тие не сакаат додатни избори, постојано измислуваат работи кои што врз база на кои што не сакаат да излезат на избори. Довербата помеѓу граѓаните мислам дека во однос на Социјалдемократскиот сојуз е, може да се каже, катастрофално. И доколку утре има избори, тие ќе бидат катастрофално поразени. Мислам дека дури повеќе од она што беа поразени на последните избори. Најголема критика за партијата од која вие доаѓате, за ВМРО-ДПМН, а и за сите вие кои што се лидери од јавноста, е дека може би сте премногу молчеливи и премногу толерантни кон сето ова што ви се случува и сите овие удари кои ви ги задаваат, за кои што се вели, нели самите кажавте, противзаконски, без основа и само со една цел дискредитација на личноста на вашите истакнати членови. Зошто сте, дали мислите дека тоа е добле што сте толку премногу ги примате сите овие удари? Треба ли да реагира пожестоко ВМРО-ДПМН на сето ова или пак е ова паметна тактика да се остави, да се види до кај
оди паметот на тоа што треба да оди, нели? Видете, ние се трудиме да не бидеме дел од разгорување на политичката криза. Се трудиме преку разумен начин да оваа политичка криза ја надминеме, што е можно побрзо, и во таа насока и се нашите активности. Инаку, сите оние работи кои што се прават, вандализмот и оштетувањето на спомен обележјата во Република Македонија, мене лично ме згрозува и верувам дека на поголем дел од граѓаните. Јас прифаќам да се протестира, да се изрази секој има револт, право има да различни протестира, мислења, така. меѓутоа да се уништува нешто што е на сите граѓани, не можам да го дозволам, да се тероризираат граѓаните во шпицот на денот кога секој има обврски со 20-30 луѓе да се блокираат раскрсници. И тоа со месеци назад, години Тоа е малтретирање на граѓаните и мислам дека тоа граѓаните ќе го казнат на наредните избори. Што се однесува до штетата која што се прави, јас лично сметам дека таа штета треба да се надомести и како што можам да забележам, владата веќе прави проценка на штетата на сите објекти. Мислам дека ќе си ја добијат казната сите оние кои што учествуваа во вандализација на спомен обележјата и тоа го заслужуваат. Убедени сте дека сите овие прљави игри народот ќе успее да ги види, да ги сознае како такви, дека сепак ќе излезете со главата горе после сите овие удари последните години? Убедени сте дека ќе победите на изборите? Јас сум сигурен дека ќе победиме на изборите и дека граѓаните сето ова што се прави изминатата веќе цела година, на граѓаните им стана јасно која е позадината. Мене ми е само се поставува едно прашање кај мене во поглед на целокупната вандализација која што се прави и оштетување на спомен обележјата. Зошто меѓународната заедница нема никаква реакција на оштетувањето на сите споменици и никаква реакција од нивна страна? Тоа ме чуди. Иако доколку тоа се направи во друга европска метропола, во Париз, во Лондон, или во Соединетите Американски држави, во Вашингтон, верувате реакцијата на полицијата од нивна страна казните се огромни, ќе биде затворски, безпрекорна. $50,000 казна и например. Така што мислам дека сите овие работи граѓаните ги сублимираат, доволно се паметни и на наредните избори ќе го кажат своето мислење во однос на целокупната политичка криза во државата. Уште за крај, многу низ медиумите се врти така нареченото сценарио за рушење на владата, нели, кој што во медиумите се споменуваат и агенции однадвор ангажирани за користење на методи кои што веќе се користени во Украина, украинско сценарио или пак не знам, еве денеска видовме босанска шарена револуција и така натака. Дали мислите дека се работи за инструирано, организирано, можеби однадвор, или сепак ова не доаѓа од внатре и ако е однадвор, имаме ли механизам да го спречиме? Ние како политичка гарнитура се бориме да вистината допре до граѓаните. Тие се тие кои што на крај ќе одлучат и ќе одберат на која страна ќе застанат. Така што ние веруваме во нивниот капацитет и очекувам голема и уверлива победа на наредните парламентарни избори. Што побрзо се случат тие избори, толку побрзо ќе заврши оваа политичка криза, која што не носи добро ниту на државата, ниту на граѓаните. Се стои поради оваа агонија во која што сме и сите сме во грч да видиме што ќе се случува, како што рековте, избори побрзо, за да конечно знаеме на што сме, нели, да тргне, да се работи, а не само да се разговара. Ви благодарам многу за ова доцна гостување во телевизија Нова.